САД да зададат јасна намера за тоа што сакаат да го направат, односно да не направат подобри. Имаме заробена држава од две мокни политички партии кои се менуваат на власт, прават циклично избори. Сега имаме и заробено општество. Некако им е нормално дека треба нешто да се, да се направи, односно се даде за да се добие одредена работа, одреден бизнис. Фотоволтаикот не може да биде базен енергетски извор. Тој може да дополни, може да се добро избалансира во тие вкупните бруто енергетски биланси. Планираме веќе следната година да го прошириме капацитетот на производство со нови 200 до 250 мегавати. Тоа ќе биде сосема нова 100% автоматизирана линија. Дали Ковачевски ќе биде идниот енергетски гуру? Сега тоа веројатно ќе треба да го прашате и Ковачевски. Можеби срекна околности што Ковачевски е човек од бизнисот. Каква иднина не очекува? Как? Каква иднина не очекува? Какво бъдеще ни очаква, да. Понякога, в най-лошия случай, бъдещето е едно минало, което вече сме преживяли. Подценуваме, дискредитираме. Точно така, от това дискредитиране и напрежение печелят, за съжаление, само националистите. Гледате ново издание на Трилинг, добро вечер. Со антикриминален десант, американците се истоварија во Скопје. Тимот за санкции го најави Вашингтон. Негова цел е да ја решава ендемската и институционална корупција со јасно детектирани сторители и нивни јатаци во политичките кругови на власта. Криминалот на белите јакни, како што модерно се крсти политичката мафија, ја загрозува општествената и државна сигурност на луѓето и бизнисот. Корупцијата е најголемиот предизвик со кој се соочува Македонија, мобилизира новата американска амбасадорка Агелер. И владата на СДСМ и ДУИ ја пролабочуваат митоманијата. Пресудите на американските судови за криминалот во Телеком Скопје го претворија во засолниште на домашните криминални актери. Во Македонија ниту една пријава за корупција во високите кругови не е решен, ке констатира екс-судиката во Европскиот суд за човекови права Цаца Николовска. Дуизација на правните и општествени процеси може да му се удри од глава на Али Ахмети, како што во Трилинг рече минатата недела опозиционерот Таравари. Сомневањата се зацврстија со симптоматичниот избор на новиот обвинител за организиран криминал и корупција Абаси и новиот шеф на судскиот совет Весна Дамева. Нема ниту еден ден судиски стаж. Адвокатот Тортевски со реакција. Тоа е кога армиски разводник станува маршал. Следува оставки на Републичкиот судски совет, Академијата за суди, отворањето на досието за полагање правосуден испит, без завршен правен факултет. Се деградирали целата правосудна сфера. Како и кој ќе ги пресече веригите на синови, снаи, сестри, сопруги, меѓу обвинителите, судиите, адвокатите, извршителите. Ветингот не е доволен, но како до целосно и реално прочистување. Ова е само најава за уште едно издание на емисијата Трилинг. Во фокусот ќе биде битката против корупцијата и криминалот. Марко Андонов, декан на правниот факултет на Универзитетот Американ Коледж, професор за корпоративно право, косопственик на брокерска куќа, член на бордот на неколку домашни компании. Од теорија до пракса, од диагноза до терапија, од детекција до промени. Професоре, за почеток, колку и како корупцијата го еродира општественото ткиво во државата? Нема да кажам веројатно ништо ново и спектакуларно ако во целосно се согласам со вашиот став во однос на корупцијата и сето тоа што таа го предизвикува изминативе 30 на години кај нас, почнувајќи во сите сегменти, сфери од општествениот, политичкиот, економскиот живот. Се чини дека нејзините зачетоци негде се уште во 90-тите години, во моментите кога се осамостојавме како држава
и наместо да се намалува или да се става во некои си, да кажеме, нормални рамки, граници, таа се чини дека со текот на годините се повеќе и повеќе навлегуваше во целокупното ткиво, како што велите вие, го еродира, го разјадува по сите шевови, по сите пори. Така да, во таа смисла, можам да кажам само дека навистина многу малку сме направиле, речиси како држава, речиси ништо, и мислам дека доколку набрзо не почнат да се прават одредени системски чекори во таа насока за неизино сузбивање, поточно кажано за неизино намалување, затоа што ќе се согласите веројатно дека не може во ниту едно во најсовременото, најидеалното општество не може таа да се искорени целосно, меѓутоа може и како драматично да се намали како појава, а со самото тоа и да се даде одредена надеж и на граѓаните на оваа држава, а особено на младите луѓе. Пораките од меѓународните партнери во однос на тоа дека битката против корупцијата веројатно ни е слаба страна, го вклучи црвениот аларм. Дали може при една ваква црна слика да се доведеме до степен да се одрази ваквата состојба врз лојалната конкуренција, пазарот на трудот? Апсолутно да. Што веќе е случај, веќе се одразува, значи нема дилеми дека е така и во бизнисот, и во образованието, и во пазарот на трудот, затоа што едноставно, како да ви кажам, кога таква појава навлегува, продира длабоко во сите пори од економскиот систем, едноставно вие не можете да просперирате повеќе, да можете да бидете подобри, не можете да составате поквалитетен кадар, не можете да создавате мотивиран кадар. Во овие 3 децении самостојност имаме премиери кои со црни петна, да не набројувам, но од процесот на приватизација па се понатаму. Дали тука препознавате перманентна спрега меѓу политичките и бизнис фактори? Нема дилеми дека во изминативе 3 декади, 3 децении од кога е формирана независната македонска држава, и како се почнати тие спреги и до ден денес опстојуваат помеѓу политиката и помеѓу бизнисот. Сметам дека, или би дал една како препорака, една насока, дека токму од тука треба да почнат одредените системски чекори. Веројатно во овој дел спрегата меѓу политиката и бизнисот, според мене, треба да биде ставен главниот акцент, за да конечно почнува полека да се сузбива тој продор на коруптивни елементи, коруптивни моменти, односно генерално кажано корупција, затоа што од може тука да го почнува се. преформулирам прашањето. Дали фирмите ги корумпираат политичките партии или пак обратно, политичките партии ги рекетираат компаниите? Па јас мислам дека процесот е двостран. Односно имаме и една насока и друга насока. За жал се создаде пракса во нашава држава да, доколку сакате да добиете одредена работа со државата, компаниите што тоа го прават, некако им е нормално дека треба нешто да се направи, односно се даде за да се добие одредена работа, одреден бизнис. Од друга страна и носителите на одлуки, да кажеме другата страна, државата, представниците на државата, некако и на нив им е нормално дека ако го дадат работата, да не кажам тендерот, на дадена компанија, некако нормално е дека тоа треба да се соодветно, искомпензира, да бидам коректен во тоа што ќе го кажам. Во Скопје допатува експедиција на антикорупционери, американски антикорупционери. Дали ова е сигнал всушност дека ние потврдаме во нивото или во битката против корупцијата, или свесно постои дил или притаен договор меѓу политичките и бизнис мокници за меѓусебно подпомагање и поддржување, а при тоа ниту вие нас ке не закачате, условно кажано? Искрено кажано, токму ова што второто го кажавте, е веројатно главниот мотив зошто меѓународната заедница, или поточно кажано САД, тоа се дефинитивно нашите најголеми и најстратешки партнери,
се решаваат можеби конечно да зададат, да не кажам удар, меѓутоа да зададат јасна намера за тоа што сакаат да го направат, односно да не направат подобри и како држава, и како општество, и севкупно. Сакајќи веројатно оно што го наведовте и вие, таа спрега која што се прави веќе или онаа заштита што велите едните со други да се штитат со текот на годините, веројатно некој таму на запад пресметал, заклучил, донел одлука дека е веројатно сега вистинското време да се почне со сузбивање и на тие процеси. Професор Андонов, инфлацијата расте, скокот на цените е очигледен, животниот стандард е опаднат од една страна, а од друга страна ниските камати на депозитите директно влијаат и врз зачување на вредноста на капиталот. Дали всушност вишокот на пари луѓето ги ставаат во банка, ги чуваат под перница, ги вложуваат во недвижности или можеби ги ставаат во сеф? Апсолутно дека Македонија, не, сите знаеме дека е релативно сиромашна држава како генерална констатација. Меѓутоа, не треба да се занемари фактот дека согласно сите статистики на Народна банка кои што на одреден број временски период се објавуваат во јавноста, македонските граѓани имаат некои си 6-7 милиарди евра како депозити во банките. Ќе се согласите дека за македонски услови, имајќи предвид тоа што го кажав пред малку, тоа е навистина една, би рекол, импозантна бројка за нашите услови и размери. Прашањето е сега дали вистинскиот начин на тие средства да се држат во банка, каде што имаме релативно ниски каматни стапки, или пак нешто да се прави друго со нив. За среќа, денешново време нуди голем број на можности, каде што средствата, слободните заштеди, така да кажам, на граѓаните, може многу подобро да се инвестираат, за да се добие и многу посоодветен, односно повисок принос, отколку тоа да се чува во банки. Во што да инвестираат? Тука само Каде да ги инвестираат парите? Тука само ќе ги споменам, би рекол, одличните можности кои што веќе се нудат не само во странство, туку веќе и домашни наши, така да кажам, инвестициски компании, брокерски куки и инвестициски фондови ги нудат како опција за нашите граѓани. Или или купување акции, да речеме. По мене многу лоша опција, мислам, веројатно сите ќе се согласат со тоа. Меѓутоа, за жал, веројатно уште има одреден број на граѓани кај нас кои што парите се уште ги чуваат во сеф или под перница. Наместо да ги користат бенефитите кои што ги нудат овие нови, така да кажам, времиња, секако да не забораваме, тука се и можностите да пред 3-4 години се промени македонскиот закон за девизно работење, каде што се овозможи простор и македонски резиденти, граѓани, државјани на Македонија, да можат да вложуваат директно да инвестираат во странство. Значи, во ситуација кога ние имаме по некои статистики само во Скопје 6 до 7 илјади изградени, а не вселени станови, ние се наоѓаме последнава година и нешто, можеби во ситуација да имаме перманентен раст на квадратот по Скопје. Што нели говори нелогично, имајќи ја предвид основната економска закономерност на понудата и побарувачката, нели? Колку е поголема понудата, толку би требало, нели, цената да биде намалена. Се случува некаков си парадокс во наши услови, очигледно обземени од потребата да, на оние што градежниците обземени од потребата да направат профит веројатно во вакви тешки времиња. Меѓутоа, не се само тие виновни, јас би рекол дека и граѓаните се подеднакво виновни за таквата ситуација, особено оние граѓани кои што имаат одредени заштеди, слободни парични средства, и кои што поради некоја причина, наместо да ги користат останатите инвестициски можности за кои што предмалку говоревме, тие се решаваат своите пари да ги заштедат од инфлацијата на тој начин што ќе купат нов стан. И уште една работа во овој контекст што морам да ја споменам, а тоа е на некој начин дури и во овие кризни времиња, македонските банки, ако ги следите, форсираат интензивно стамбени кредити. И покрај фактот што нели мораа да ја покажат сега каматната стапка на тие кредити заради состојбата со основната каматна стапка на Народната банка, така да мислам дека и тие допринесуваат од трета страна за
за растот на цените на становите, затоа што интензивно и масовно преку нивни маркетинг кампањи нудат стамбени кредити во ова време. Дали домашните компании кои котираат на берзата се прилично конзервативни, не емитуваат акции за нови инвестиции и привлекување на небанкарски капитал? Да, во право сте, ќе се согласам со таа констатација. Така е, тоа е, би рекол, рак рана на македонскиот, би рекол, пазар на капитал, каде што за жал домашните компании не можат да ја или не сакаат да ја, и не само котираните, и сите останати компании во државата го имаат тоа право, можност да емитуваат нови емисии на акции, па дури и на корпоративни обврзници, како начин, ја би рекол, на бесплатно финансирање на нивните бизниси. Зошто го велам бесплатно? Затоа што кога вие ќе издадете нови акции, сите оние што уплаќаат граѓани, физички лица, правни лица, ги уплаќаат парите на сметката на компанијата, ги добиваат акции, меѓутоа со тие пари компанијата може да работи за доброто на самите акционери, за самото друштво. Тие пари, сакам да кажам, немаат обврска да им ги вратат, нели? Како што се работи, како што станува збор кога ќе земете кредит од банка. Кога компанијата зима кредит од банка, таа мора да го врати кредитот со камата. Во овој случај, нели, не враќате ништо никому. Едноставно парите што ќе ги приберете на тој начин ги користите за развој на самата компанија. Сега тука има одредени моменти кои што по мене неоправдан, неоснован страв постои од компаниите, понатаму недостасува нели едукација. Сега компаниите ќе издадат акции или корпоративни обврзници, меѓутоа кој ќе ги купи сега, се поставува прашањето. Тоа е, да кажеме, нешто на кое што мора дополнително да се работи, прашањето на едукација, финансиска едукација на населението пред се. Да знаат дека не се само становите и парите у банка како депозити да ги орочат, туку дека можат да купуваат и акции од нови емисии и така натаму. Минуваме низ еден турбулентен период последниве 2 години, од здравствената криза, енергетската криза, па сега импликациите од руската агресија врз Украина. Се носат сет на економски мерки, компаниите испорачуваат барања до државата. Низ какви економски предизвици ќе поминеме во наредниот период? Што не очекува? Се чини дека 2023 година би требало да биде некоја година на какво такво опоравување, стабилизирање на целокупната економска ситуација. Се разбира, ако нема повторно некои, како што велат економистите, екстерни и интерни шокови кои што би ја погодиле македонската економија. Така да со надеж и желба да 2024 година веќе продолжиме кон што го застанавме негде 2019-та веројатно во однос на севкупниот економски развој и движењето на GDP-то, неговиот пораст и така натаму. Ви благодарам за гостувањето во Трилинг. Ви благодарам и вас на поканата. Светот е во трескавична битка за енергија. Плантажи на фотоволтаици во Мароко, еден од најголемите соларни електрани во срцето на Сахара. Инвестирани се околу 4 милиарди евра за производство на околу 500 мегавати на површина околу Рабат, главниот град на оваа африканска држава. Соларната треска ја зафати и Македонија. Панели ќе бидат забележани на крововите или доровите на големите компании, мали фирми, семени куќи. Апликанти има и повеќе, од над 200 издадени лиценци. Дали се раздробува идејата и бизнисот? Колку се релациите, потенцијалите на Македонија во зелената енергија? На нашиот пазар функционира Pixel Group, македонска технолошка компанија, која произведува фотоволтаични панели според најнови светски стандарди. Во ова издание на Трилинг, мој соговорник е Горан Паунов, генерален директор на Pixel. Господине Паунов, на почеток, што станува со Стипион, францускиот проект во Штипско, кој со соларните панели требаше да произведе околу 360 и 400 мегавати за инвестиција ориентациона околу 250 милиони евра. Дали знаете? Предпоставам, збориме за проектот на француската компанија Акуо. И тие се веќе во некоја напредна фаза во преговорите и со владата. И мислам, како потенцијален стратешки инвеститор,
она што јас ги имам како сознанија е дека е во некоја си завршна фаза околу сите постапки, процедури кои што се неопходни за да се потврди, се добие тој статус на стратешки инвеститор, а понатака како ќе се одвиваат работите, прво јас не сум компетентен за таа работа, второ мислам дека има институции кои што тоа како проект треба да го спроведе. Во ситуација на енергетска криза, недостиг на нафта, газ, Македонија како да ја тресе фотоволтаична треска, ваш став е дека во оваа фотоволтаична треска треба и некаков ред да се стави во државата, дека не може на секој чекор или во секоја општина да се поставуваат фотоволтаици. Има ли некакви стандарди колку ние сме подготвени за овој начин на се почеста или зголемен интерес за поставување на фотоволтаици во ситуација кога обичниот граѓанин сака на некој начин да заштеди во најмала рака? Можеби е сгрешено уште во самиот почеток, кога се направи една промоција и афирмација на фотоволтаиците и перспективите кои што ги нудат фотоволтаиците во делот пред се на обезбедување на електрична енергија од сопствени извори, дека прво ајде да ги поделиме работите на неколку дела. Поставување на фотоволтаици како големи капацитети за компании, индустрија, стратешки инвеститори и така натаму, и она другото што би било домакинствата. Многу лесно се правеше, како да кажам, перцепција дека може буквално секаде да се постави фотоволтаик. Според мене тоа е крајно погрешно, затоа што фотоволтаикот не може да биде базен енергетски извор. Тој може да дополни, може да се добро избалансира во тие вкупните бруто енергетски биланси, може и како, значи да го помогне домашното производство на електрична енергија, но не може да биде базна енергија. И кога се почна со тоа да се поставуваат или да се бараат локации за поставување на фотоволтаици, мислам дека беше многу погрешен и моментот, но и пристапот дека може буквално секаде да се постави фотоволтаик. Битно е само да било земјиштето погодно за изградба на фотоволтаична електрана, сончевата реализација била поволна, не знам, соларните сати биле повеќе од доволни и така натаму, се правеа неколку или некои компании изготвуваат такви студии и тука веќе завршуваше приказката. Без при тоа да се води сметка за техничкиот приклучок, дали има техничка можност, да се види дали има конзум за таа енергија, затоа што пазите, ви може да ставате било каде фотоволтаик, меѓутоа џабе или многу мал ќе биде ефектот ако немате потрошувачи кои што таа енергија некој ќе ја потроши, така во моментот кога ќе се произведе, затоа што фотоволтаикот работи денски. Но позитивно у целата работа што е? Во целата работа позитивно што конечно компаниите сватија дека може да се поставуваат фотоволтаици за сопствени потреби на своите кровови и тоа е според мене да кажеме правилниот пристап, но во исто време е и најисплатлив пристап заради тоа што сите компании по дефиниција се релативно големи потрошувачи на електрична енергија и сега во оваа предсе енергетска криза и текако го почувствуваа благодетот доколку имале инсталирано или инсталираа во овој период фотоволтаични системи. Колку производителите на соларни панели ги исследват најновите технологии? Дали овој е бизнис кој може на краток рок да донесе релативно добар профит? Тоа производство токму од тие фотоволтаични системи многу повеќе ја ублажува потрошувачката на електрична енергија што реално би ја платиле доколку немале фотоволтаичен систем, а со оглед на тоа што произведената електрична енергија се троши во денски услови кога и цената на електричната енергија е најскапа, во вкупниот тој бруто енергетски биланс тие имаат сериозни заштеди на потрошувачка на електрична енергија. Со измените на законот за енергетика, вие во една прилика имате изјавено како држава, институции, стручна фела, сме мајстори во оно што
добра идеја и стратегија го комплицираме и го ставаме недоречено. Дали во ваква ситуација, наместо да се концентрираме на инвестиција или во инвестирање во енергетскиот сектор, всушност ние се заглавуваме во административно-бирократски лавиринти? Токму така. Токму тоа го мислев и токму и вие сте го ја сватиле суштината на таа моја изјава. Значи, кога сакаме некоја добра намера е сега во моментов да се искористи приликата да се ублажи овој шок од енергетската криза. На кратко, не мислите дека можеби сега имаат се задосне чекора? Задоснете. Така е, задоснете, меѓутоа пак ќе кажам, подобро е и сега да се направи нешто отколку воопшто да не се направи, затоа што ако и ова не се направише, колку и да е добра намерата и да кажеме во секоја ситуација да се промовира и да се кажува дека е потребно да се инсталираат фотоволтаични системи, доколку постојат такви административни пречки и бариери, тоа ќе биде практично невозможно. Замислете, во Македонија има 700.000 домаќинства, така 700 апроксимативно. Од тие има, да речеме, пола живеат во индивидуални куќи, другото е во колективни згради. Од тие 350.000, еве предпоставка, 10% или 35.000 домаќинства да имаат техничка можност да се поставува фотоволтаик на своите кровови. 35.000 инсталации, еве да ги развлечеме во еден реален, разумен рок од 10 години на поставување на фотоволтаици. Тоа е 3.500 инсталации годишно. Еве јас си го поставам прашањето, а и вие исто да размислите. Дали можеме ние 3.500 инсталации да ги поставиме во текот на годината, сите компании во Македонија што го работат овој бизнис, и при тоа соодветните енергетски компании, пред се мислам на дистрибутерите и трговците на струја, ќе може да го следат тоа, да ги стават во функција, да сменат електрични броила, оние двосмерни електрични броила, и да го стават во системот на следење. Според мене тоа е невозможна мисија. Се соочувате ли со проблем да обезбедите квалификуван и добар кадар? Видите, ние кога почнавме, значи, со производството на фотоволтаични панели во Македонија, бевме свесни дека ќе имаме потешкоти во изнаоѓање на соодветен кадар кој што ќе работи во производниот погон и ќе произведува квалитетни фотоволтаични панели согласно сите стандарди кои што важат за сите светски производители, затоа што само на тој начин ќе можеме и да обстоиме, но и ќе можеме да продолжиме со работата, затоа што фотоволтаичните панели треба да не така кажано да не надживеат и нас. Значи со рокот на истреност, со рокот на производство, со гарантни рокови што ги даваме. За среќа на почетокот при самиот старт успеавме да најдеме работници, значи луѓе кои што максимално посветено пристапија во фабриката и ние, чисто за ваша информација, кога почнавме, стартувавме со некој капацитет од 20 мегавати годишно производство, сега веќе капацитетот ни е скоро 10 пати зголемен, значи 150 до 170 мегавати можеме годишно да произведуваме фотоволтаични панели. Во најава планираме веќе следната година да го прошириме капацитетот на производство со нови 200 до 250 мегавати, тоа ќе биде сосема нова 100% автоматизирана линија и нормално дека тука ќе имаме потреба од нов кадар, кој што се надевам дека и ќе го најдеме, ќе го обезбедиме, затоа што верувам дека сепак се уште во Македонија има квалитетен кадар кој што може да работи вака високотехнолошка дејност. При крајот од разговорот малку ќе ве вовлечем во политичките води. Бевте актуелен неодамна со објавување на аферата на ВМРО-ДПМН за броило. Настрана таа афера, сега директно ве прашувам, дали блискоста со Ковачевски ве става во некаква
фаворизирачка позиција или можеби ви е дополнителен товар во бизнисот? Јас сум свесен човек дека релацијата со актуелниот премиер Ковачевски и за мене и за него е товар. Иако во изминатиот период и тој лично и ние како компанија многу јасно и децидно ги изјавивме нашите ставови кои се по тоа прашање. Дадовме и соопштение од страна на компанијата дека актуелниот премиер уште пред да стапи на државничка функција како заменик министер го исплати својот удел, значи излезе од компанијата 100%, значи јас сум сега собственик 100% во компанијата. Апсолутно немаме никаква поврзаност во делот на бизнисот и нема овдека бизнис. Проблемот на политичката партија што спомнавте не е само со Пиксел, туку ја поврзува и со другата моја компанија, која што исто така апсолутно нема никаква врска, затоа што за информации за јавноста, КМГ Квазар постои 15 години. И оваа година ќе слави 15 години од своето постоење. КМГ Квазар е пионер во проектирањето и во изведбата на фотоволтаични системи во Македонија. Во двете компании работат 100 луѓе. 100, можеби над 100. Тоа што го направило и едната и другата компанија е многу уочливо и мерливо. И досега нити имаме, да кажам, сме искористиле некои бенефиции од власта, нити сега, нити претходно. Сме учествували како секои други компании и трговски друштва на пазарот, без никакво фаворизирање, а дали сме добивали или не работи, тоа претпоставувам, може секој да го провери, затоа што ние апсолутно ништо не сме криеле, сме го добивале на основ на исполнување на критериуми кои што биле задавани од институции. Господине Паунов, на самиот крај, подготвувајќи се за оваа емисија, бидејќи бевте еден период 90-тите чинам политички инволвиран во времето на Бранко Црвенковски, сега дојде до една можеби мала ретроспектива. Секој премиер има свој омилен бизнис. Ако во времето на Црвенковски се збореше за приватизација, за Георгиевски со грчкиот капитал Јокта, Бучковски со Ивана и Телеком, по времето на Груевски цвета кинеските провизии и градежништвото, Заев го промовираше бизнисот со медицинска марихуана. Дали Ковачевски ќе биде идниот енергетски гуру? Па, сега тоа веројатно ќе треба да го прашате и Ковачевски, но јас кажувам дека може би срекна околности што Ковачевски е човек од бизнисот, долги години бил во бизнисот, за среќа беше дел од Пиксел во еден период кога и лично на своја кожа ги виде со кои проблематики се соочува енергетскиот сектор и веројатно таа негова позитивна, да речеме, позиција за отклонување на тие бариери, пречки е токму во насока не само за перспектива на фотоволтаичниот бизнис, генерално придвижување и подобрување на состојбите во енергетскиот сектор. Затоа што на крајот на краиштата ние мора да признаеме на работа. Повеќе од 30 години во Македонија ништо не е инвестирано во енергетскиот сектор. Кој носи вина за тоа? Сигурно не јас и вие. Тоа што кажавте, сите влади малтене без исклучок. Можеле тоа да го направат? Зошто не го направиле? Одговор може да дадат сегашните и идните генерации, но последиците ние ги чувствуваме. Ви благодарам за извоеното време и гостувањето во емисијата. Ви благодарам и на вас за поканата и се надевам дека повторно ќе имаме прилика да се видиме и да поразговараме и на други теми. Почитувани гледачи, тоа беше Горан Паунов, генерален директор на Pixel Group.
Тој е писател, романсер, сценарист. Георги Господинов е еден од најпреведуваните бугарски современи писатели, чии книги се преведени на 20 на јазици. На македонски се објавени Природен роман и други приказни, како и збирката песни, балади и распади. Неговиот најуспешен роман е Физика на тагата. За солниште на времето е мокен и брилјантен роман, јасен, пречувствителен, енигматичен. Роман во кој днината попушта како скапана греда, а минатото не доаѓа како поплава. Ке напише Сандро Веронеси, добитник на Пермио Стрега. Господинов е единствен во многу работи. Никој не може да ги спои интегративниот концепт, прекрасната фантазија и совршената техника на пишување. Што тоа тој одлично го прави. Ке коментира Олга Токарчук, Нобеловка. Со Георги Господинов разговаравме непосредно пред промоцијата на неговата книга За солниште на времето. Георги Господинов се осврнува на минатото, но и со акцент на сегашноста и иднината која доаѓа. Најпрво ви благодарам што ја прифативте поканата за разговор. Во Скопје сте на промоција на За солниште во минатото. Господинов, се осврнувате на минатото. Дали тоа значи дека ве плаши сегашноста и непредвидливата иднина? В миналото човек има нужда от минало, когато настоящето е тревожно, а бъдещето още повече. И тогава единственият начин е да се върнеш назад в миналото. В този роман се опитвам да кажа, че миналото може да бъде опасно, че миналото може да бъде капан, в който, влизайки, никога да не излезем оттам. Ще го кажа просто така. Миналото е добро, когато някой лично влезе в собственото си минало, в стаята на миналото, постои малко и излезе, без да заключва вратата. Миналото става опасно, когато се опиташ да вкараш цял народ вътре в него. Когато някой политик се опита да вкара цял народ. За това е този роман. Това иска да каже най-кратко. Која е целта и мисијата на книжевноста и колку се слуша гласноста на писателот, на интелектуалецот? Ние имаме различен опит тук на Балканите. Има времена, тежки времена, които гласа на поета се чува много силно. И в нашите истории имаме такива. За съжаление, в момента са дошли времена, в които самите думи промениха смисъла си, влиянието си. Ние похабихме думите. Казвам всички ние, които говорим, ползваме ги за фалшиви новини и така нататък. И когато имаме едно общество, което непрекъснато говори, бълва думи, тогава е много трудно да различиш гласа на писателя, защото той ползва същите думи. Но пък точно тогава е много важно да чуем гласа на писателя и мълчанието на писателя. И ми се струва, че днес идва време, в което ние ще се обръщаме все повече към литературата. Защото литературата ни кара да мислим бавно и да осъзнаваме това, което ни се е случило бавно, за разлика от всички бързи медии, които минават и заминават. Така че гласа на писателя, така мисля и дано така да стане, ще бъде все по-важен от тук нататък. Дел от вашите колеги избегнуваат да пишуваат за актуелни политички процеси, но вие очигледно вашето незадоволство, револтот, знаете да го изкажете дури и на улица, низ протести. Дали Георги Господинов е бунтовник во себе? И што е што ве вади од такт, што ви пречи? Вижте, не, по природа не бих искал да съм бунтовник. Бих искал да стоя някъде и да пиша книгите си. Това бих искал да правя. Но има времена, в които няма как да стоиш и да пишеш книгите си само. Има времена, в които трябва да се реагира. И така се случи, че когато падна стената 89-та година, аз бях на 21 години и тогава за първи път излязох на улицата да протестирам с моите приятели. И последно тази година отново бях на улицата. Значи това са над 30 години. Ние, моето поколение, пораснахме на улицата, нашите деца пораснаха на протестите, на улицата.
Така че просто ми се наложи да стана бунтовник. Не, че по природа съм такъв. Порано Балканот важеше за буре барут. Сега многу мина ќе речат дека Балканот е преоптоварен или премногу се соочува со национализмот. Дали во регионот преовладува авторитарноста или можеби демосот и рациото? Казахте национализмът. Балканът е много натоварен с минало, а национализма се храни с минало. Това обича да яде той. За съжаление, кога миналото се превръща в национализъм? Защото миналото само по себе си не е нещо лошо. Миналото се превръща в национализъм, когато не е достатъчно рефлектирано, когато не сме го почувствали и рационално разказали. Ако не сме направили това, то непрекъснато се завръща. Моят роман "Времеобежище" или "Засолнище във времето" е всъщност роман тъкмо за това. Колко пъти може да ни се случва едно и също минало? Ние на Балканите много добре знаем това. Има един голям философ, Хераклит, който казва: никой не може да влезе два пъти в една и съща река. За съжаление, това, което живеем днес, не само на Балканите, изобщо в Европа, изобщо в света, ние отново влизаме за пореден път в една и съща река. Случва ни се едно и също минало. И тук дори най-конкретният пример е войната между Русия и Украйна. Войната на Русия в Украйна. Това връщане към Втората световна война е част от връщането към миналото. Ниедна битка од минатото не е добиена. Тие битки само отвараат војни. Може ли при постојана конфронтација на две соседни земји да се најде заеднички јазик и да се излезе од позиција на вин-вин и во која ниту една од страните нема да се почувствува како губитник? Не, разбира се, и всъщност това, което правят литературата, хората от изкуството между тези две земи, които имате предвид, показва какво трябва да се прави. Ако политиците гледат това, което се случва в изкуството, ние отдавна ще си говорим спокойно какво се случва. В България излизат много македонски писатели, в Македония излизат български писатели. Тази вечер сме на българска вечер тук. Театрални режисьори от България поставят тук, театрални режисьори от Македония идват в София, правят се смесени изложби. В момента в Културния център на България има смесена изложба българо-македонска. Ето това е начинът да говорим. Ние в момента сме в една криза, която е повсеместна криза, но тук винаги на Балканите се усеща по-силно. И това е кризата на разговора. Хората спряха да си говорят, държавите спряха да си говорят, всеки се затваря в собственото си минало, а като се затвориш в собственото си минало, ти прибираш мостовите си. Така че моя, призив към политиците е: вижте какво прави културата и направете същото. Сосема е јасно дека меѓу писателите, меѓу интелектуалците, меѓу актерите не постои брана на разбирање. Дали всушност двата народи се заробеници на политичките конфронтации, на политичките обиди едни со други да се омаловажуваме, подценуваме, дискредитираме? Точно така. От това дискредитиране и напрежение печелят, за съжаление, само националистите. Те печелят. Проблемът, както казах, е в това, че не че няма напрежение. Те има и в миналото ги е имало. Въпросът е как да ги изговорим, как да ги превърнем в... как да потушим напрежението, изговаряйки тези неща. Може рационално, но може и през изкуство и през емоции. Аз не вярвам в това, че изкуството работи с емоцията, с чувствителността. Ако ние с вас сега си говорим и си говорим за
вашите деца и моите деца, за вашите родители и моите родители, ние няма да тръгнем да се бием и да има агресия между нас. Защото ние си говорим като човек с човек. Към това трябва да се върнем. Ние сме първо човеци, после сме всичко останало. Вашите книги са преведени на 20 на язици, включвайки и на македонски. Но ставот на официјална Софија е дека македонскиот јазик е дијалект на бугарски. Не верувам дека тоа го делат ваквото мислење сите граѓани, да речеме, во Бугарија, дека тоа всушност е политичка фраза. Што вие мислите? Да, мисля, че е политическа фраза и че не бива да обобщаваме. Не бива да казваме България мислят така за Македония, а в Македония мислят така за България, че са фашисти и не знам какво. Тези обобщения, това обобщаване никога не върши добро. Ето, има много изключения от това правило. Още нещо, което можем да подскажем на политиците. Не обобщавайте. Всеки има отделни групи, отделни хора. Не говорете за хората като едно цяло. Подолг период бевте во Њујорк, Берлин, Виена, Рејкјавик, но се помалку сте во Софија. Дали всушност Бугарија ви е попатна станица? Не, аз живея доста в София, особено последните 2 години по време на COVID. Всички тези пътувания дойдоха сега, когато може да се пътува тази година, и те са отложени пътувания. Но в България са моите истории. Там е езика, на който пиша, така че това е място, където ми дава историите и което ме зарежда, няма как. Дори ако нещо с всичко зарежда, и тъгата зарежда, и спомените за детство зареждат, и миналото зарежда, и езика, на който хората си говорят по улиците, зарежда. Така че прекарвам доста време в България също. Вие во една прилика ќе речете дека она што ќе го напишете на хартија, на еден лист, е најверодостојно. Дали за вас новата технологија, овој начин на онлайн комуникација? Ами, ще ви кажа, аз си ходя навсякъде с един тефтер. Нося го и тук с мен. С един тефтер и с един химикал, и понякога спирам и си записвам нещо. Може би това изглежда много старомодно, защото всички вече си пишат на телефоните, но има нещо особено в писането на хартия. И това е друга връзка на ръката с мозъка. Това е друго усилие. Така че аз продължавам да си пиша на ръка. Разбира се, след това всичко набирам на компютър, т.е. ползвам технологиите, но за мен, вижте, не е важно толкова дали четеш една книга на таблет или я четеш на хартия, защото важна е историята вътре в книгата. И все пак, ако ме питате лично мен, аз предпочитам на хартия. За солниште во времето, наместо за минатото, на крајот, каква иднина не очекува? Каква иднина не очекува? Какво бъдеще ни очаква, да. А да не се навраќаме на минатото. Ами, в романът става дума и за това, има едно изречение. Като се обърнаха назад, те видяха бъдещето си, иднината си. Тоест, понякога, в най-лошия случай, бъдещето е едно минало, което вече сме преживяли, което може да се случи отново и така се затваря кръга. Но на мен ми се ще да мислим за бъдещето като за бъдеще на собствените си деца. Не ни трябва много по-дълго бъдеще. Достатъчно е да го мислим не абстрактно, не в някакви конструкции, не дори като ходене на Марс, а в това как децата, които сега са родени, какъв свят, каква детска стая им оставяме. Това е бъдещето. То е съвсем конкретно. То има форма на дете. Ви благодарам, ми беше задоволство за овој разговор. Благодаря ви. Почитани гледачи, тоа беше Георги Господинов, бугарски писател, чии романи се едни од најпреведуваните.
90% од младите сакаат да се иселат од државата, покажало неодамнешното истражување на Институтот за добро управување и евроатлантски перспективи. Корупцијата и сиромаштијата се главните причини поради барањето или одлуката на младите да купат билет во еден правец. За овој негативен тренд ќе разговарам со универзитетскиот професор и поранешен заменик министер за образование Петар Атанасов. Господин Атанасов, дали ова сигнал дека е вклучен алармот на перманентното заминување на младите? Јас ќе ве цитирам на почеток со една ваша констатација веднаш по заминувањето од Министерството за образование. Со ригидни промени во образованието нема да се случат никакви позитивни промени на долг рок. Образованието е систем кој се гради од долу, голем систем е, и ако невнимателно го градите, ќе добиете крива кула на крајот. Исто така е бавен процес, треба внимателно да се реорганизира, да се менува. Треба да го внесете образованието во циклус на перманентни мали промени. Затоа што секоја ригидна промена, секоја насилна промена, секоја промена која не е прифатена од луѓето внатре во образованието, секоја промена која е еднодимензионална на оваа политичка партија, на онаа политичка партија, промена за која нема согласност во општеството не може да успее. Само може да направи штета и дополнително да го оптовари и онака лошиот систем кој јас би го нарекол едно просечно образование кое не е далеко отидено овие 20 години. Зошто ни се случува ваква ерозија на системот, особено кај младите кои перспективата не ја гледаат дома, туку и напротив, надвор од границите на Северна Македонија? Затоа што веројатно во главите на младите луѓе нема мотивација, нема оптимизам и нема светлина дека они својата кариера, својот живот би го изградиле овде во ово општество во кој доминираат негативната селекција, во кој доминираат политичките партии и во кој доколку не сте член на некоја политичка партија, вие всушност сте осудени да живеете во некоја сива зона, без да најдете добро вработување, без да отидете напред некаде некаква кариера, без да промените работно место. Знаете, веќе се чувствуваат тие негативни процеси, веќе ги гледаме резултатите. Недостаток на филтри на квалитет во големите политички партии не доведе до овој момент кога всушност секој може да работи на секаква позиција, да не прави никаков квалитет, да назадуваат институциите, граѓаните, особено младите, да немаат никаква доверба во ова општество, особено во институциите, и генерално нашето општество се наоѓа во една многу лоша состојба, каде што не заминуваат младите, туку масовно бегаат од ова општество. Ние не најдовме модус да направиме промени во општеството, во државата, да возможиме процеси кои ќе носат и квалитет, но и ќе им дадат можност на младите да напредуваат и да ја најдат својата шанса во ова општество. Таква шанса не им понудивме. Дали ние ќе се соочиме со неопходноста од увоз на работна сила? Па има два процеси овде. Најдобрите, најквалитетните, најелитните луѓе кои сакаат многу повеќе да направат во нивните професии ќе заминуваат. Независно колкава е кризата или дали има мала или голема криза. Например, најдобрите експерти во Европа, во една Германија, во други држави заминуваат во Соединетите Американски држави за поголеми можности, за поголема плата, за да напредуваат и да отидат многу подалеку од она што го замислуваат. Вториот проблем е недостаток на основна работна сила што ви ги пополнува институциите, предпријатијата, работна сила која мора постојано да обезбеди обрт или функционирање на она што го имате во државата, во општеството. Веројатно ќе се случи, можеби не толку за 1-2 години, но за период од 5 до 10 години може да се случи да немаме основна работна сила, а веќе се жалат многу луѓе дека освен притисокот за вработување во јавната администрација, во државните институции, воопшто приватниот сектор се соочува со немање одзив или ако се даде конкурс за одредено работно место, речиси да не се јавуваат луѓе за да го пополнат тоа работно место. Ќе се соочиме, но во колкав обем и на кој начин тоа не може да се претпостави. Не ставајте пари во мантилот на лекарот. Напредокот кон Европската унија зависи колку успешно ќе се справите со корупцијата. Европската унија потроши милиони за владење на правото, но резултатите се разочувачки. Ова се дел од пораките на евроамбасадорот во Македонија, на германската амбасадорка. Амбасадорката на Соединетите Американски држави, која
непол месец е во Скопје со помалку загрижувачки пораки ни испраќа речиси на секој 2 до 3 дена. Од именувањето, односно изборот на шефот на обвинителството за гонење на организиран криминал, до тоа дека се разочарани во битката против корупцијата. Ова прашање има два краја. На едниот крај е статус квото, она за што се застапуваат политичко-етничките елити во државата, на кои не им треба промени затоа што убаво живеат, убаво се позиционирани, го имаат освоено просторот, ресурсите, и овие политички елити не сакаат промени и они веројатно многу полесно си ги завршуваат своите барања или потреби во однос на институциите, во однос на она што едно семејство или индивидуа побарува од институциите. На другата страна имаме народот, граѓаните, обичните луѓе, кои доколку сакаат било што да добијат, да решат, да побараат од некоја институција, се приморани или мислат дека најлесно може да го направат тоа доколку понудат мито на некого, некому, на некој шеф, на некој директор, на некоја личност од некоја институција. И страшно е ова да се слуша постојано, но овој процес како да се зголемува и се поголем станува. Вие не можете да живеете нормално ако не познавате луѓе, ако не дадете мито и ако побарате било што од било која институција, затоа што послушноста и лојалноста спрема политичките партии, оние кои ни ги креираат нашите работни позиции, преку кои доаѓаат сите овие луѓе што ги водат институциите, е бескрајна. Значи, народот е соочен со нефункционирање на системот, со недоверба во воопшто се што постои во државата, особено судството. Паднато е општествениот престиж и позиција на образованието. Гледаме дека приватизацијата во здравството во однос на онаа криза што ја поминавме, ако немате пари, немате здравје. И се наоѓаме во една општествена ситуација кога не знаете кого да обвините и не знаете од кога почнал проблемот. Причините за тоа се многу страни, многу струки. Нам, странците или луѓето од надвор, независно од кое ниво доаѓаат, нема да ни ги решат општествените проблеми. Да, ние сме членка на НАТО, да, ние влегуваме во некој процес во кој треба да се нивелираме во однос на тие институционални позиции на тој Брисел и на сите што се во тој клуб. Но внатрешните односи, внатрешните собитија помеѓу заедниците, помеѓу градовите, помеѓу луѓето, ние имаме, како последна констатација од ова прашање, имаме голем социјален јаз, кој е последица на една голема општествена криза, која постојано создава нови проблеми. Овде веќе не е хумано да се живее. И не само младите, веќе цели семејства се иселуваат, и македонци, и албанци, а се друго еродира. На крајот, ова е недела во која обичниот граѓанин е заложник, веројатно, на политичките и партиски суети, на надбунтрување во кој сака и како сака ги затвара улиците, го блокира центарот на метрополата. Дали ние граѓаните сме заложници на одредени политички бизнис мокници? Ова е во контекст на она што ни се случува со автобускиот превоз, со спрегата меѓу градоначалничката Арсовска, лидерите на ВМРО, ДПМН и СДСМ. Ова е прашање кое навистина бара добра елаборација. Ние имаме од страна на, погледнато од страна на државата, имаме заробена држава од две мокни политички партии кои се менуваат на власт, прават циклично избори, но не ги менуваат на подобро состојбите во... Се уште не сме излезени од квалификацијата на заробена држава, уште од времето на Груевски? Напротив, сега имаме и заробено општество, кога овие игри или политичко непријателство помеѓу двете мокни политички партии, а тоа се СДСМ и ВМРО ДПМН, се рефлектираат и на локално ниво, и на централно ниво, и на ниво на набавка на некакви, не знам, големи ресурси, на големи проекти кои чинат стотици милиони евра. Но непријателството, ако можам така тоа да го именувам, меѓу СДСМ и ВМРО ДПМН не чини многу и како држава и како општество. Граѓаните се немокни да променат нешто. Правото на штрајк и на протест е загарантирано со устав, тука не може да се спори, но начинот на кој се решаваат проблемите или начинот на кој ги комплицираат проблемите овие две мокни политички партии, навистина не води во никакви излезни решенија. И тука е секако и ДУИ,
како партија која 20 години учествува во власта, но која некако се наоѓа во сенка на оваа битка меѓу идеолошка битка, политичка битка меѓу овие две партии и имаме еден конгломерат или комплекс на големи политички партии кои се грижат за лични интереси, за партиски интереси, за цицање на ресурси од државата. Видовме институционално како е поставено во последниве 2-3 недели правосудството и каква е битка за партиски интереси да се стави свој човек некаде. Но граѓаните се навистина немокни да се спротивстават на една ваква поставеност. Мислам дека полека доаѓа времето кога или граѓаните ќе се освестат, или ќе почнат некако да размислуваат со своја глава и да поддржуваат политички сили или опции кои навистина сакаат промени во ова општество, или понатаму ќе тонеме во квалификативот и заробена држава, заробено општество, но пред се бескрајни игри меѓу СДСМ и ВМРО ДПМНЕ, кои мислам дека во овој момент не се гледа нивниот крај, а резултатот се гледа. Ви благодарам за издвоеното време и гостувањето во Трилинг. Ви благодарам. Во завршница сме од фудбалската треска на светското фудбалско првенство. Гледавте уште едно издание на Трилинг, ова беше и последната содржина за вечерашното издание на политичко-општествениот магазин. Следете на идниот петок во исто време 20 часот и 45 минути. Довидување.